Да го напуштиме малку студиово, да одиме на убав, свеж воздух. Веќе бела ја имаме на линк, се наоѓа пред Систина, каде што ќе разговара со акушерка по повод светскиот меѓународниот ден на акушерките. Бела, ти посакувам добро утро тебе и на твојата соговорничка и секако пријатен разговор. Благодарам, Иска. Добро утро и од мене до тебе и до сите оние гледачи кои што се заедно рано наутро со Алфа телевизија. Се јавуваме од кеот на реката Вардар, непосредно пред клиничкиот центар Аџи Бадем Систина. За почеток би сакала да го честитам светскиот ден на акушерките. Акушерството е впрочем многу стара професија. Бабиците се оние првите жени кои што им помагале на мајките, трудниците да донесат новороденчиња на овој свет уште многу од одамна, од дамнина. Овие жени биле секогаш во првата рака, односно на прва помош за жените кои што при пораѓањето. И сега со текот на времето и машкиот свет влегува во акушерскиот води, но не е толку популарно. Сепак жените се некако акцент во акушерството. Јас сум многу среќна што токму на овој ден ќе зборувам со сестра Снежа Димова од Аџи Бадем Систина, жена која што 40 години посветува токму на оваа професија, па затоа ми е чест што ќе разговарам токму со вас. Ќе ви посакам добро утро и среќен честит ден на акушерките. Благодарам, добро утро. И јас себе сакам да им го честитам празникот, денот на акушерките 5 мај, на моите колишки да им посакам добро здравје, успешна работа и да донесат уште многу бебиња на свет живи и здрави. Сестра Снежа, за почеток ќе ве прашам како вие влеговте во светот на акушерството, односно зошто се одлучивте за оваа професија? Па јас да ви кажам искрено, моите родители одлучија да бидам јас акушерка, но подоцна јас од кога почнав во средното училиште со школувањето, многу ја засакав оваа професија и од првиот ден до ден денес јас сум многу посветена на мојата професија, на моите трудници, многу им помагам и психички и физички, како да го донесат со разни совети, како да го донесат своето новородено на свет живо и здраво и да им помогнам да се среќни во тие моменти. 40 години? Колку бебиња сте патиле во раце? Може ли да знаете од прилика некоја бројка? Па не сум водела таква евиденција, но од прилика, еве, просек некој меѓу 25.000 и 30.000 новородени, зашто е стварно долг временски периодот во кој што сум во работен однос. Верувам дека во моментов сигурно не гледаат некои новороденчиња кои што токму вие први сте ги фатиле во рака. Сигурно, зашто ми се има случајно пред 35 години да сум ја породила таа мајка на клиника, а сега нејзиното чедо што сум го породила тогаш, сега да е овде дојде во нашата клиника и тука да ја пораѓам неа и така малку се тоа убави моменти и емотивни моменти. Верувам дека е тоа така, верувам дека многу емоции има во вашата работа. Еве со што се соочува една акушерка? Па емоции има премногу. Ние се соочуваме со многу работи со трудницата, со многу прашања. Пред се прашањата од типот колку време ќе трае, колку е породувањето болно, дали може сопругот да присуствува тука додека е она во породилниот дел. И така, тие се најчестите прашања со кои што се соочувате пред породувањето, а верувам дека низа и бројни прашања надоаѓаат и откако ќе се роди бебето. Кои се најчестите прашања? Секако. Најчестите прашања е кога првпат може да го подои мајката новороденото, после како да го негува новороденото, совети бараат обично за од кога ќе ги отпуштиме од болница, како да се однесуваат дома со новороденото и така тоа се многу низ прашања што ги поставуваат пациентките. Вие сте 24 часа, 24/7 достапни за вашите пациенти и по породувањето овде сте да ве побараат на телефон за различни совети.
Ајде да откриеме некои интересни ситуации, некои смешни анегдоти кои што се случуваат во вашата струка. Па еве, во нашата болница е дозволено присуство на татковците, на идните татковци, да присуствуваат на тој чин на породување. И така има доста интересни случаи, пошто сепак нашиот менталитет е таков да мажите ретко кога присуствуваат нели на породување и од нив имаме многу повеќе прашања него од мајките. Други интересни моменти се тие што родителите се одлучиле за 2-3 имиња на новороденото, ама не можат да се одлучат точно, па бараат совет од нас и ние често пати знаеме и да бидеме кумови на новороденото. Би сакала за сите оние идни генерации кои што не гледаат во моментот, односно оние кои што сакаат да се одлучат за својата професија, бидејќи денеска е денот на акушерката, ставаме акцент, нагласок на оваа професија. Потребни се акушерките, посебно тоа го видовме во периодот на пандемијата, колку е значајна и важна оваа професија, да ги поттикнеме младите и новите генерации да се запишуваат на оваа професија, односно да добијат одлуката. Како се станува акушер? Па, акушерка се станува прво со запишување во средното медицинско училиште, во одсек акушерки и пред се треба да сака да биде акушерка. Затоа што акушерката има таква струка најплеменита, најблагородна, најхумана, затоа што она е првата која што се сретнува со новороденото и пред родителите на новороденото и треба да сакате таа професија и да ја сакате да ја работите и затоа ги насочува младите да се запишат во средното медицинско училиште баш на овој смер, пошто во последно време е многу дефицитарен и Што значи образованието? Тешко ли е да се изучува овој смер? Па секој смер е тежок, ама ако сакате да научите, секако дека ќе научите, ако се потрудите малку повеќе. И многу е битна тука и праксата што се одвива на клиниките за гинекологија и акушерство. Треба да малце повеќе да се вложи труд, зашто тука треба малце да си посветен на теоретскиот дел и на практичниот дел. Особено е значајно да се посветиме. И уште еднаш ги поканувам сите што сакаат да се запишат во средното медицинско училиште, да го изучуваат овој смер, зашто навистина нашата струка е многу благородна, многу племенита, многу хумана, затоа што носиме среќа на едно семејство, затоа што им помагаме на свет да им донесеме живо и здраво новородено. Споменав во најавата дека мажите постојат во светот на акушерките, но не се толку многу застапени. Која е причината за тоа? Па најверојатно малку и страв, пошто сепак тоа е малку женски свет. Мажите не сакаат да ги гледаат жените наводно дека се мачат додека се породуваат. Тоа не е мачење, тоа е најприроден чин. И многу ретко се одлучуваат мажите да присуствуваат на породување. Оние најхрабрите само. Така, сестра Снежа, ќе ви се заблагодарам многу за сите овие одговори кои што ни ги дадовте, затоа што се надевам дека ја поттикнавме свеста и кај јавноста и кај младите, новите генерации, токму за вашата професија. Уште еднаш нека ви е честит денот на акушерките. Благодарам и јас ви благодарам за поканата и ги уште еднаш го честитам денот на акушерките, на моите колешки и да имаат убав живот, здрав живот, за да можат на свет да донесат уште многу новородени. Благодарам. Благодарам и на вас.
Почитувани, така е, денеска зборуваме за акушерството како професија, ја поттикнуваме свеста за оваа професија, да ги чуваме нашите акушерки, да им веруваме, ги имаме тука кај нас и секако да ги поттикнеме и младите луѓе да се запишуваат на оваа професија, бидејќи е навистина најблагородната професија. Ве поздравувам, останете со Алфа.